Председателот на Србија Александар Вучич тврди дека нападот врз полицаецот пред амбасадата на Израел во Белград бил добро испланиран. Црвен аларм во Србија ќе има до вторник, а ќе има и нови апсења во периодот што следи, вели Вучич. Полицаецот Милкош Евремовик во кој пукаше напаѓачот со самострел е ранет во вратот, но по здравствената помош сега се рехабилитира. Тој во самоодбрана пукал во напаѓачот и го усмртил. Се работи за 25 годишниот србин Милош Жујовик, чие верско име е Салахудин, од Младеновац кој преминал во исламот. Обишли smo ovde u urgentnom centru Miloša Evremovića, on je potpuno svestan. Operacija je uspešno obavljena. Razgovarali smo sa njim, zahvaljujući izuzetnoj veštini, samokontroli, jer sve što mogu da kažem to je da je iz kese i potpuno iznenada Salahudin Žujović pucao. Ispalio. Se tako kaže. Ispalio strelu, dakle, ispalio strelu i pogodio u vrat Miloša Evremovića i on je neverovatno vešto, ali na ozbiljan i odgovoran način reagovao, likvidirao ubicu, teroristu i ono što je bilo najvažnije, uspeo da se uzdrži od vađenja strele iz vrata. Dakle, to je bilo ključno da ostane živ. Da je bilo što pokušao, ne bi mu bilo spasa, a prosto za to je potrebna neverovatna disciplina и неверојатна самоконтрола. Обвинителството го карактеризира нападот како терористички чин. Нивото на безбедносна закана од тероризам е прогласена за црвено. 2 лица се во притвор, а претресот продолжува на повеќе локации низ Србија. Вице-премиерот на Србија и министер за внатрешни работи Ивица Дачич денеска изјави дека во текот на ноќта е извршен претрес на повеќе локации низ Србија, дека биле интервјуирани десетици лица, нагласувајќи дека обвинителството ќе утврди понатамушни дејствија по вчерашниот целен терористички напад во израелската амбасада во Белград. Ja ne želim nijednim našim potezom da mi bacimo ljagu na našu braću muslimane, odnosno Bošnjake, jer ovdje je reč o Srbima koji su konvertirali u islam. I sada nevezano od nacionalne pripadnosti. Mi smo se dogovorili, ja sam rekao i direktoru, vršiocu direktora, odnosno, tako kažem, čovjeku koji obavlja dužnost direktora policije, Vasiljeviću i Cmoliću, koji je na čelu uprave kriminalističke policije, da izvršimo pretrese svuda i da svuda gde nam je nešto sumnjivo i povezano sa terorizmom, da to rešavamo i da pronalazimo određene tragove i da pohapsimo sve te ljude. Изјави Дачич и додаде дека има и други работи, прецизирајќи дека е пронајдено видео со едно лице каде се заколнува на верност на исламската држава. Кога ќе погледнете што има во становите на тие луѓе, ќе видите дека тие се членови на екстремисти, додаде Дачич. Обвинителството ќе се занимава со тоа дали лицата се поврзани со овој терористички чин и прикажа видео од станот на екстремист во Нови Пазар. Според информациите, терористот завчера во продавница во Земун купил самострел со кој го рани припадникот на жандармеријата.